Почитувани, добра вечер. Среда е 19 часот и 15 минути, а вие сте со политичкиот магазин Трета порта, каде ви ги представуваме интернет случувањата од изминатата недела. Во оваа емисија подготвивме повеќе теми. Ќе видиме реакции за предложениот закон за измена на породилното отсуство, според кој собствениците на компаниите треба да го плаќаат породилното отсуство, а потоа државата треба да им ги врати парите. Значи, не се работи се уште ни за предложен закон, туку само за една нацрт верзија која можеби ќе биде предложена, но веќе е ставена на јавна дебата и за тоа има многу реакции. Ќе видиме реакции и за случувањата околу опозицијата, околу стратегијата на опозицијата, околу протестите кои се одржаа изминатата недела во Скопје, како и доста други теми и реакции на општествено-социјалните случувања. Почнуваме со законот за измена на породилното отсуство. Еве Ирена Цветковиќ, која е граѓански активист, на својот Facebook профил реагира и вели: зошто воопшто треба да работат? Нека раѓаат деца, нека се гледаат домот, а владата ќе ги субвенционира нивните репродуктивни капацитети. Значи се работи за една иронична реакција на предложените законски измени. И сега тука Facebook корисниците реагираат и го велат следното: банкрот, фондот за здравство, празна каса. Банкрота? Па зошто служи фондот? Тогаш не ми е јасно, луѓе. Катастрофа. Тоа значи дека збогум боледувања, газдата во феудална Македонија ќе ти плаќа боледување. Нема проблем. Тоа е дел од реакциите на овој предложен закон. Продолжуваме со Савка Тодоровска од Организацијата за жени, која подготви соопштение за овие измени. Еве Савка Тодоровска на својот Facebook профил го има поставено тоа соопштение и веста од вестникот Вест, каде има наслов "Газдите нема да вработуваат млади жени". А тој наслов е изваден токму од соопштението на Сојузот на жени. Еве ја нивната реакција. Газдите нема да вработуваат млади жени. Со законските промени, со кои од сега породилното отсуство ќе го исплаќаат фирмите, а потоа ќе треба да се разложат со фондот за здравство, со сигурност може да се каже дека се зголемува стравувањето, дека работодавачите ќе избегнуваат да вработуваат млади жени. Ова прави удар врз вработувањето на младите жени во Македонија, како и намалување на можностите за нивно економско самостојување. Тоа е реакцијата на Организацијата на жени. А професорката Милјана Најчевска направи и една рецензија на сите објави во медиумите кои се однесуваат на овие измени на законските норми за породилно отсуство. Па така во анализата на професорската Најчевска има повеќе поенти, но ние ќе извадиме една. Еве, ова е насловот, вели дупките во информирањето за исплата на породилни надоместоци. Значи се работи за обемна анализа во која се таргетираат повеќе објави во медиумите, а еве еден дел од поентата на професорката Најчевска. Медиумите во многу мала мера го ставаат проектот во рамките на поширокиот контекст на правата на жената. Во неколку медиуми се спомнува можното нарушување на еднаквиот пристап до работните места за мажите и жените. Меѓутоа, не се воспоставува врска со веќе идентификуваниот многу длабок јаз во платите, со сиромаштијата, која доминантно се поврзува со жената, со традиционалните родови улоги на мажите и жените. Тоа е една од поентата на анализата на професорката Најчевска. И насловот "Дупките во информирањето за исплата на породилните надоместоци". Емисијата ја продолжуваме со најавените реакции за стратегијата на опозицијата. Како што е познато во јавноста, по неколкуте вести за можно придружување на друг број на пратеници опозицијски
на пратеничките кои се вратија во собранието дека е можно одреден ден од пратениците кои се потпишаа дека го поддржуваат бојкотот сепак да се вратат во собранието. Опозицијата одржа итен состанок и потоа лидерите на опозицијата Зоран Заев, Андреј Жерновски и Тито Петковски кажаа дека остануваат цврсти на бојкотот, но сепак не исклучија, поготово претседателот на ЛДП Андреј Жерновски, дека е можно некој од пратениците сепак да се врати во собранието. Значи тоа е веста, а сега ние ќе видиме реакции на поширокиот контекст на сето она што се случуваше околу стратегијата на опозицијата и околу бојкотот на собранието. Колумнистот Бранко Тричковски зборува за најавената така наречена бомба, што ја најави лидерот на опозицијата Зоран Заев и информацијата според која премиерот Груевски сам ќе се замине од власта да го биде објавена, но потоа ќе биде понижена и целата држава. Така кажа лидерот на опозицијата Зоран Заев, а сега Тричковски пишува: Ајде мори бомбо, ќе пукаш или не? Значи насловот е малку вулгарен, нема да го прочитам. И еве дел од поентата. Дали Македонија ќе го добие својот санадер или тој што му го дал компрометирачкиот материјал на Заев имал на ум дека таа пеколна политичка машина може да експлодира и во рацете на опозицијскиот лидер, останува да видиме. Но мислам дека целата драма се врти околу тие опции. Имам сериозни резерви во врска со бомбастичните најави од Бихачка, но ако некој ме праша дали јас би активирал експлозивна политичка направа, што би ги разнела 4 свети букви на македонците, тие блескави и блескави, самоубиствени илузионизми и сите нивни владини и невладини афилијации во парампарчиња, одговорот е да, секако. Дори би сакал на свој трошок да бидам на наплатната рампа на некој австрийски автопат на кој полицајците ќе го сопрат нашиот Иво, македонскиот репрезентативен боксер во перолесна имува категорија и ќе му чукнат на джамот од комитската чеза и ќе му речат: ире документи, бите. Тоа е колумната на Бранко Тричковски. Ајде мори пукни бомбо, ќе пукнеш или не. Продолжуваме со Лепа Георгиевска од Дневник, која вели Луј Витон на протестот на СДСМ. Тука Георгиевска зборува на протестот кој беше организиран преку социјалните мрежи и одржан пред собранието на Република Македонија. Тој официјално и формално не беше организиран од СДСМ, туку од група граѓани, но Георгиевска го проблематизира ова, вели дека сите овие или голем дел од овие граѓани биле сепак поврзани со СДСМ, но Георгиевска вади уште една поента, вели како е можно да протестираат граѓани против сиромаштија, против социјалниот ѓас во државата, а тие да бидат скапо облечени. Значи насловот е Луј Витон на протестот на СДСМ. И еве дел од текстот. Протестот, кога веќе се организира, треба да биде потврда за она што навистина е потребно. Масовно и без окривање за туги паравани, јасно и гласно да се порача тоа што сака да се каже, во вистинско време и на вистинско место. И особено не во Луј Витон аутфит. По нежниот пол присутни СДСМовки, оние што всушност треба да застанат на страната на средната класа, за која и сами се залагаа да се врати, во борба за права на стечајците, невработените и сите незадоволни блеснаа во брендирана облека. Држаа говори и даваа изјави облечени во најскапите брендови, чиниш ги рекламираат, во Прада и други марки, кои бараат одвојување стотици евро од домашниот буџет, му покажаа црвен картон на премиерот. Тоа е поента од текстот на Георгиевска, Луј Витон на протестот на СДСМ. И сега на дел од овие надписи кои ги имаше повеќе, значи во дел од медиумите, особено за една од организаторките на овој протест кој беше закажан преку Facebook, реагира самата организаторка, тоа е Мери Николова, и која вели дека тие надписи биле организирано направени во дел од медиумите да се дискредитира таа
и на личен и на секаков друг план, за да не може во иднина да се случат вакви протести. Па така ќе видиме само една од реакциите на Мери Николова на нејзиниот Facebook профил. Мери Николова го вели следното: ме објавивте еднаш молчев, ме објавивте сега по втор пат, ви се обраќам на ниво, а по трет пат ќе ве згазам. Според Курир, не смеам да бидам богата жена. Да, Курир, јас сум бизнесменка, богата, комплетна во сите мои погледи и движења. Се плашите за вашата министерка за култура, да не се искачам на врвот на листата на богати, да не го турнам столчето па да седнам јас министерка? Зошто да не, ќе ми личи. Ете, тоа е реакцијата на Мери Николова. Емисијата ја продолжуваме со останатите теми. Имаме една колумна напишана од Тони Науновски, во која се вели дека дел од амбасадорите кај министар за надворешни работи, како што вели Науновски, дошле некои новинари и според Науновски ова ја урива слободата на говорот во Македонија. Но ќе видиме една прилично интересна колумна на Драган Павловиќ Латас, неговата редовна колумна понеделнички, која има прилично интересни ставови за јавноста. Верувам дека ќе бидат интригантни со оглед на досегашните ставови на Драган Павловиќ Латас. Еве колумната на Тони Науновски, кој вели скандалозно однесување на амбасадори. Затоа, ако е вистината информацијата дека некои странски амбасадори сакале да ја укинат слободата на говор во Македонија, ние не ја заслужуваме оваа држава. Ние всушност веќе и немаме држава. Македонци, ако представници на странски држави навистина отишле кај македонскиот министар за надворешни работи, за да зборуваат против господинот Миленко Неделковски или да се жалат поради неговите текстови, тие практично со тоа бараат воведување цензура во медиумите, укинување на основното човеково право на слободно изразување на мислата, критичко размислување, пишување, говор. Тој е дел од колумната на Тони Науновски. Скандалозно однесување на амбасадори. А сега да ја видиме онаа колумна на Драган Павловиќ Латас, која привлече прилично големо внимание во јавноста поради неговите ставови. Тука Драган Павловиќ вели: Вуду, тоа е насловот на колумната, и се работи за едно метафорично пренесување на состојбите во светот и во Македонија, за постоење на некаква вуду клетва која ги прави работите негативни, значи една поширока колумна, но ќе го најдеме тука и домашниот контекст. Малку ни се нашите собствени душмани, па во недостатокот на соодветни им се навртевме на амбасадорите што се тука по работа, а не по свој избор, и кои за својата работа одговараат во своите земји, а не пред нас. За не се малку непријатели, па мораме од амбасадорката на Холандија или на Данска да правиме собствени душмани од прва, уште не навикнати на свежиот скопски воздух и топлата домакинска и пријателска душа македонска. Вуду Магепсана. Американскиот амбасадор Бейли не е ни дојден, а веќе е обележан како тук и душмански, како за добре дојде. Не бареќе го прекандиса некој за доаѓањето, некому заличало дека нема да ги брани нашите ставови и интереси, па решил да ја земе вуду куклата и да боде по неа со шпенадлите, се додека душата не му се извади на нос. А зошто Бейли мора да ги брани нашите интереси? Работа е му да ги брани американските, како сите други амбасадори. Како и да не е, ние нашите амбасадори од ДУИ и ДПА не можеме да ги убедиме ни светот да ги бранат нашите интереси, а требало тоа да го прават американските или данските сеедно. Значи, тоа е дел од колумната на Драган Павловиќ Латас, насловена како Вуду. А во јавноста имаше и доста реакции за случувањата околу гигантот Југохром, за продолжувањето на рокот за работа на комбинатот, кој по претходните најави на владата требаше да биде затворен, бидејќи не ги исполнува еколошките стандарди, и по најавите на владата кои беа многу децидни, беа искажани од
двајца министри, од вице-премиер, од повеќе владини представници дека Југохром нема да му се дозволи да работи и да загадува, тоа сепак се случи по втор пат во изминативе 2 години. Еве ќе видиме една од реакциите. Катерина Цаневска, која е поранешен новинар и сега е портпарол во општината Центар, го пишува следното. Лиле Дом била разочарана од владата. Јас нешто сум преспала и Дом веќе не е дел од власта. Лиле, по не знам веќе колку, ама има 10 години од мнозинство прејде во опозиција. Од кого е разочарана? И од своите кои го делат владиниот колач. И зошто ли остана Лиле разочарана? Па може да каже стоп, од сега сум опозиционер, бидејќи сум искар на владата, или нешто друго е сладко. Тоа е фејсбук коментарот на Катерина Цаневска. Сега ќе го видиме главниот и одговорен уредник на Дневник Дарко Јаневски во неговите редовни колумни, која е насловена овој пат Милан Бандиќ од нашето мало. Главниот и одговорен уредник на Дневник алудира на апсењето на поранешниот градоначалник на Загреб Милан Бандиќ и го пишува следното. Во Хрватска, веќе втора седмица главен настан е апсењето на градоначалникот на Загреб Милан Бандиќ. Кај нас такви настани нема, зашто македонските градоначалници не земаат за себе. Тие и кога во Маало, каде што има место за 30 семејства, ќе издадат дозвола за градење 100 стана, тоа не го прават за да се офајдат, туку да му удоволат на кутриот и напатен народ. Немаат врска со плочки, коцки за тротоари, со 3 пати прекопување на иста улица. Немаат врска со ништо. Тоа е дел од коментарот на Дарко Јаневски, Милан Бандиќ од нашето мало. А не стигнуваат ни реакциите околу гранатирањето на владата, како што е познато во јавноста. Врз владата се испукани 2 експлозивни направи, 2 проектила, се уште не знаеме за што се работи, се чека вештачењето на Министерството за внатрешни работи, па сега Рамадан Рамадани, кој е аналитичар, пишува. Една граната за владата, тоа е насловот, 3 точки, а еве да видиме што мисли. Тоа и заради претходниот напад пред неколку години, кој до ден денес не е откриен и кој најверојатно бил поврзан со исто така големи економски интереси. Скорешни економски одлуки кои би можело да бидат пропратени со гранатирање може да е нешто поврзано со последните одлуки за продолжување на монополот во дистрибуција на електричната енергија и поштата. Токму малку денови откако ја добивме препораката за напредокот во ќорсокакот на евроинтеграциите од Европската комисија, а по чии критерии досега требаше да ги либерализираме овие 2 пазара на пошта и на електрична енергија. Ова може да го објасни и нетревожењето од страна на меѓународниот фактор во земјата за ваков голем настан како што е гранатирање на влада. Дипломатскиот кор во земјата реагираше за демолирање на едно кафуле, но никој не го спомна случајот со владата. Тоа е дел од мислењето на Рамадан Рамадани, објавено за порталот Порт Алп и преведено на македонски. Една граната за владата. Емисијата сега ја продолжуваме со останатите теми, значи имаме реакции во однос на пишувањата на медиумите, имаме за новите законски решенија кои исто така ги таргетираат граѓаните во насока на одењето на нотар. Сега, значи, кога се оди на нотар, се предложува граѓаните да треба да има подпис и адвокат и со тоа да има и дополнителни плаќања, како и некои други измени кои засегнуваат во џебот на граѓаните. Еве Стојанка Митреска на порталот Inbox 7 пишува: некои хиени меѓу новинарите. Мислам доколку ја прочитаме оваа поента дека ќе биде јасно што е идејата на Митреска. Во трката за кликови и лајкови ни настрада веста.
речиси во сите постирани надписи за скандали, шокантни и вознемирувачки објави, деновиве читам само дезинформации и лаги. Не ги газат основните стандарди на новинарската професија. Неверојатно е колку лесно поминаа преку сите етички принципи и објавија лице на жена што се фрли од 6 кат. Несрекник што се обеси наспроти Нова Македонија, страотна слика озгмечен автомобил во кој згаснаа 5 млади животи. А читателот, за среќа, тој умее да препознае колку и кому му сече. Тоа е мислењето на Митреска за некои етички надписи во медиумите и за начин на работа кој во новинарството не е дозволен се работи за пренесување на самоубиства и останати етички дилеми. Продолжуваме со колумна на Ерол Ризаов. Тој е за негов надпис подготвен за проект за USAID и во кој се вели: заробени медиуми, даношниот рај станува пекол. Ризаов тука пишува за предложените измени за плаќање на данок на хонорарите кои се исплатуваат на граѓаните, но и за предложените измени од овој данок да бидат иземени пратениците и други функционери. Па така Ризаов сега пишува: во оваа рајска земја, која ја водат светските прваци по економски реформи, сигурно веќе 100 пати сте чуле за doing business. Два странски збора кои глупаво звучат на македонски, но затоа пак во оригиналното издание силно го импресионираат овој мирен и покорен народ. Демек, ете, во нешто што не можеме да го разбереме и што не допира до нас, ние сме светски прваци. Во таква земја и при такви кротки луѓе, природно е дополнителни даноци да не плаќаат функционери, пратеници, советници. Сите што залегнале во уќуматот по наш избор и со наш амин, и се разбира за наши пари. Алал вера, кој смисли ваков закон. Алал вера на овој прекрасен и питом народ. Тоа е дел од поентата заробени медиуми, даношниот рај станува пекол. А сега ќе видиме едно различно мислење од тоа на Ризаов. Тоа е колумнистот Тимчо Муцунски, кој пишува за порталот Република и кој вели: презентирањето на позитивна слика за Република Македонија, наша заедничка обврска. Еве што пишува Муцунски. Значи се работи за некој настан каде Муцунски бил во Велика Британија. При запознавањето веднаш ме праша од каде сум, а веднаш по дадениот одговор дека сум од Република Македонија, позитивно бев изненаден на неговиот коментар. Да, тоа е најдобро место за водење бизнис во Европа. Соговорникот веднаш потоа продолжи да објаснува дека со позитивната владена кампања, насочена кон привлекување странски инвестиции, бил запознаен преку познатиот медиумски ТВ сервис CNN. Универзитетскиот професор додаде дека бил изненаден од неверојатно добри услови кои ги нуди владата на Република Македонија, што дополнително го потикнале да продолжи со своите истражувања преку интернет, констатирајќи поголем број нови позитивни изненадувања во прилог на исклучително поволната клима за бизнис. Ете, тоа го пишува Муцунски, кој вели дека заедничка обврска на сите е позитивно да ја презентираме Република Македонија во странство. Продолжуваме со останатите неколку теми пред крајот на емисијата. Владко Ристевски, еден од претседателот на граѓанското здружение Одраз, пишува за настанот кој се случи пред неколку недели, а тоа е прогласувањето на Република Илирида во Скопје. Ристевски сега пишува: Господја Гордана Јанкуловска, диктатор е Никола Груевски. Во Република Македонија пред некој месец јавно излезе една група на албански сепаратисти и во центарот на нашата држава прогласија јавно државен удар и насилно отцепување на нашата држава. Вие премолчивте. На 1.11. истата таа група јавно соопшти дека во окупираниот дел од Република Македонија ќе патролираат нивни терористички групи со униформи и ознаки на нивната терористичка организација. Вие молчите.
Тие подолго време се спремаат за изведување на терористички напади во нашата држава и насилно одделување на голем дел од нашата мила Македонија. Вие молчите. Тоа е значи дел од Facebook објавата на Владко Ристевски. Продолжуваме со реакции за скорешното интервју на режисерот Слободан Умковски, во кој Умковски рече дека сите оние кои добро им мислат на младите, треба да им кажат да се заминат од Македонија сега. Сега пишува уметникот Златко Теодосиевски, кој зборува за молкот на уметниците. Теодосиевски вели: молчалива држава. Два случаи, едниот директно на Умковски, вториот индиректно на Ирена Паскали, уметнички за неуметнички нешта. Две приказни, толку различни, а толку слични по конечниот исход. А се однесува на двата случаи, неспорно. Иако преносно се однесува на целата држава и незината историја, барем онаа познатата, така што ние комотно можеме да му предложиме на Нимиц да не викаат Молчалива Република Македонија, ерга омнес, или Република Молчалива Македонија сеедно. И сите ќе знаат за која држава се работи. Народот следствено ќе се вика Молчаливи македонци. И повторно сите ќе знаат на кој народ се однесува. На пасошот ќе имаме онаква сликичка, каква што често се гледа на флаерчињата за на врата по хотелите, прст на устата, ќе ни личи многу повеќе од сегашниот безличен паспорт. Тој е колумната на Теодосиевски, Молчалива држава. Еве го делот кој зборува за новите обврски при заверување на нотар, значи на плаќање и на адвокат, пишува Искра Опеческа. Адвокатите ќе брцнат во джебот на граѓаните и при заверка на документи. Тоа е насловот. Еве се е тоа одбележено и со илустрација. И Опеческа пишува: од 100 до 100 илјади евра ќе плаќаат граѓаните услуга кај нотар ако собранието го усвои предлог законот во иднина секоја заверка на документ покрај печат од надлежен нотар да има и задолжителен печат од адвокат што сами ќе го изберат. Нотарите велат дека тоа е упад во нивната професија, адвокатите пак дека сакаат рамноправен однос со нотарите. А тоа што со оваквите измени ќе се удри по джебот на граѓаните, никого не го засега. Тоа е текстот на Опеческа. Адвокатите ќе брцнат во джебот на граѓаните и при заверка на документи. Значи се разбира, се работи за предложени измени на закон кои се уште не се усвоени, но кои доколку се усвојат во собранието ќе имаат ваква реперкусија. И емисијата ќе ја завршиме со реакцијата за неодамнешните протести во Унгарија, имено по најавата на тамошниот претседател Орбан дека сите унгарци ќе треба да плаќаат данок на интернет и таму се случија големи демонстрации и тоа се повлече. Сега таа одлука се повлече, сега еве ќе видиме една реакција на новинарот Миодраг Мишулики. Виктор Орбан не попушта поради 100.000 демонстранти во Будимпешта, току поради притисокот од Европската Унија. Истото се случи овде со законот за медиуми, веќе неколку години зборувам дека единствена шанса да се заштитиме од домашните диктатори е Брисел. Значи се работи за Виктор Орбан, премиер на Унгарија, а не председател. Со ова ја завршуваме ова трета порта, ова издание на политичкиот магазин, го завршуваме прегледот на интернет случувањата. Трета порта следете, а секоја среда во 19 часот и 15 минути. Трета порта можете да ја следите и на Facebook, каде има страница Трета порта, каде можете да ставите лайк, може да ги напишете вашите мислења и коментари кои подоцна може да бидат објавени и во емисијата.
До тогаш останете со програмата на 24 вести и не ја заборавајте пораката на Трета порта. Ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја презентираме големата слика, а заклучоци донесете сами. Останете со програмата на 24 вести.